започнал со следново. На 3. јануари оваа година, кога беше избрана техничката влада, односно господјата Рашела Мизрахи за технички министр за труд и социјална политика, имаше пријатно изненадување не само во домашната јавност, туку пред се во меѓународната јавност и мощна позитивни реакции, прво од еврејската општина, односно од еврејската заедница во Република Македонија, а истовремено и од добри позитивни реакции од страна на државата Израел. Меѓутоа, со текот на времето, а тоа беше многу кратко, се појавија иницијативи за оспорување на професионалното работење на господјата Рашела Мизрахи како технички министер, и што е најлошото, тие понатаму се преточија во отворен антисемитизам, за жал, од членови на Социјалдемократскиот сојуз. Жално е во оваа ситуација што Социјалдемократскиот сојуз не смогна храброст да се огради од тие антисемитски напади врз господјата Рашела Мизрахи, а тоа ќе го поврзам со следново. Малку ќе се вратиме во историјата, затоа што ашкеназите, кон крајот на 13-тиот, односно почетокот на 14-тиот век, од Португалија и Шпанија доаѓаат на просторите на Македонија и се прифатени како добри соседи, уште подобри трговци, банкари, да живеат заедно со сите останати на територијата на Македонија, и со македонците, и со сите останати. Па понатаму ќе ги напоменам Мориц Шами, Виктор Парао, Ели Фараджи. Тоа се само неколкумина кои што се осудени на робија од тогашното кралство на Југославија, на долгогодишна робија, затоа што со своите идеолошки определби учествувале во создавањето или во формирањето на народно-ослободителното движење. Или да го споменам Виктор Мелушали или Јосеф Песо, припадници на партизанскиот одред Даме Груев, или Бено Русо, Матеј Нахмија, Арон Ароести, припадници на партизанскиот одред Јане Сандански. Или, како колегата Антонио Милошевски, да ја споменам Естреја Овадија со конспиративно име Мара, инаку прогласена за народен херој, еврејка од Македонија. Или Шамила Коломоносо со конспиративно име Цвета. Пазите, македонски конспиративни имиња имат. Или Адела Фараджи Ката. Или Естреја Леви Лена. И ќе завршам овој дел со евреите од Република Македонија, а вам треба да ви биде познато затоа што Социјалдемократскиот сојуз по потреба кажува дека своите корени ги влече од Сојузот на комунистите на Македонија. Значи, во повоената историја на Република Македонија, после Мориц Романо, Рашела Мизрахи е првиот евреин, односно еврејка, која што извршува висока функција во независна Република Македонија. Сега, што мислите, ако меѓународната заедница го поздрави именувањето на Рашела Мизрахи како еврејка од Македонија за министер за труд и социјална политика во владата на Република Македонија, каков ќе биде нејзиниот однос кон постапките кои што се предлагат да се направи, да се сторат, односно прво кон искажаниот
антисемитизам и неоградувањето од владеачката во моментов партија, од сето тоа, згора на сите овие работи што се случува и неизина замена, кои ќе бидат последиците. Беше споменато дека дали Македонија ќе ги започне преговорите со Европската Унија, за што е потребен професионално и така натаму. А што мислите вие, во Брисел со радост ќе биде прифатена и сватена оваа информација за антисемитизмот и неуставната и незаконска промена на министерката за труд и социјална политика? На крај на краишта, како би реагирала во оваа ситуација и државата Израел, која што го поздрави незиното именување. Бидете убедени дека ќе имаме крупни последици, далеку покрупни од нотата која што беше доставена од соседна Грција до Министерството за надворешни работи на Република Македонија. Аз слушнавме и претходно дека пред тоа биле веќе и 4 пати доставени слични ноти за кои што македонската јавност, а веројатно и владата на Република Македонија за тоа не биле информирани. Но сега се поставува прашањето дали со своето работење Рашела Мизрахи дошла до некои деликатни информации за претходното работење на претходната министерка за труд и социјална политика, какви што информации пред малку ни беа соопштени од страна на колегата Трајчо Димков. Веројатно да. Затоа сметам дека е ова непринципелна одлука за давање на предлог за разрешување на господјата Рашела Мизрахи. Од друга страна, апелирам до пратениците од Социјалдемократскиот сојуз, до техничкиот премиер, како членови на Социјалдемократскиот сојуз, сериозно и длабоко да се замислат дали Македонија во оваа ситуација добива, дали тие всушност добиваат или губат со разрешувањето на господјата Рашела Мизрахи од технички министер во владата на Република Македонија. Се надевам, иако не верувам, дека господјата Рашела го следи веќе касно после полноќ преносот на Собранискиот канал, но јас сакам да и го искажам на овој начин моето длабоко почитување и убеденоста дека во следниот период многу интензивно и плодно ќе се работуваме со неа. До вас оставам на вашата совест и на вашето убедување дали ќе го прифатите предлогот или не. До техничкиот премиер апелирам, уште еднаш, најдобро намерно го кажувам, после овие укажувања, сериозно да размисли дали во текот, а има уште говорници пријавени на дискусијата, ќе го повлече предлогот за разрешување на господјата Рашела Мизрахи. Ве молам, размислите на вистина. А до господјата Рашела Мизрахи, можам само да ви кажам шалом, се гледаме.